нема ти, јас ни дојде крај и среќен пат, што сакаш прај, гледам во тебе, кола не си ти. Не се прави кола кај сега овако, чекам да ти кажам, уште го знае од кога. Нели гледаш, дека не сме кој што треба, не чаве се, не е пишано изгледа. Додобно сеам само што едам кај тебе, ние против сите сеам секој за себе. Бувам ја и живци, време која нема смисла, дај се кад се до мене. Сега знаеш се, ама касно е, сваќаш дека нема кај не. Стварно не ни вреди што и да ми кажеш сега, ништо нема, ми смени, ја и не ми се ни збори, нема ти, јас ни дојде крај, среќен пат, што сакаш прај, гледам во тебе, ако да не си ти, дадов се за нас, што да правам, дека добро глумиш, од кај да знам, гледам во тебе, ако да не си ти, кола не си ти. Сега знаеш се, ама касно е, сваќаш дека нема кај не. Ова стварно не ни вреди што и да ми кажеш сега, ништо нема, ми смени, ја и не ми се ни збори, нема ти, јас ни дојде крај и среќен пат, што сакаш прај, гледам во тебе, ако да не си ти, дадов се за нас, ама што да правам, дека добро глумиш, од кај да знам, гледам во тебе, ако да не си ти, кола не си ти. Вие ми ја завршивте. Не. Браво. Браво, дечки. Чекај, држи ја во тебе. Јас обично си ја држам, пошто немам онакво, немам сталаци тука. Ај официјално, јас сум Виктор. Антони Мило. Кристијан. Како? Антони и Кристијан. Браво. И бендо се вика Прекуре. А вие сте од овие само да прашам, а? Че јас само да прашам и ќе помини преку редот. И јако, многу песниче, рад ми ја пуштивте ова песната. И си викам, ајде да чуем, оти многу луѓе, често ми пуштат луѓе песни, сад обично гледам да дам искрено мислење, макар што не се луѓето обично спремни за искрено мислење многу пати. А има некој па што не ни прашват мислење, ти вели да, на ова сподели го. И си викаш, добра, ќе го сподела, ама да го чуев прво баре. И ја чув песната и ми се бенди са ептен и затоа сме сега тука, пошто убаво е да ја чујат луѓето. Некако дури и во свирењето ми легна, па и пратечи некој подзапеав малце негде, може да ти се замешав, не знам. Супер звучи. Да, добре, мислам дека ќе биде окей. Како сте, дечки? Добре, лаво. Че е малце се лава тоа, ме бенди са. Полугодини имате. Имам 26. Јас 24. Јас жими очи сега ме фати малце шуе, реков ке ми речи 16, 17, си викам чекај малце. 26, стварно 26? Браво. Браво. Не делувате двајцата уопште како над 20 да сте, ама тоа е добра работа. Тоа е одлично. Значи 26 години прво бендчеви или јас си ја немам домашното направено, немам поима што се дешава, ама затоа сега ќе ве запознам јас и ќе ве запозна и јавност. Прв бенд ми е мене, што и тебе, он имаше свирано претходно. Кажи си. Со по-несериозни толку музичари, мислам. Што му го рече сега? Не многу несериозни, поздрав до си, јас имам со несериозни, свирено знам како ти е, брат. За фркната работа е. Да, ова е прв сериозен бенд, што... Претежно се несериозни луѓето. Имате уште колку члени, имате уште тројца? Тројца. Браво, значи 2 гитари предпоставувам, бас, друго? 2 гитари, бас, тапан. Тапан и јас. А ти не свириш Да, уствари? не. Ти само си пееш си? Сега задружно. Абе, ше ќе се замараш, ќе свириш Така. микрофонот пред тебе. Тоа знаеш што имам приметено да ти кажам искрено, кога сум со гитарата вака, мислев дека тоа е потешко.
И се деси неколку настапи со диџеј, излегам со микрофонот, урлам, рипам и после третата тезна. И си викам, шо е ова? Сакало кардио за само да пееш. И јако. Имате колку песнички имате до сега? Имаме еден албум што излезе лани. Цел албум. 9 песни. Браво. И сега ова е првата од вториот. Првиот сингл е од вториот. Браво. Дзирнав на Инстаграм, ми се чини, видов дека нешто свирчиња ова она. И се тоа ме интересира, че си правите свирки со ваша авторска музика, така? Да. Имаме свирено еднаш тезга во Куманово. Добро, се еднаш во живото во Куманово ќе одиш секако. Зашо, например, имаме некој град кај што сакаме да отидеме и гледаме прво ако може да се отиде со наш материјал, ама не секаде може. Така е. И негде. Паметно, видиш, размислуваме. Не е џаве ти на 26 години што си прави бек, доста е ти та работа. Да, паметно вака тезга и ги фадиш чекај на наша да мани, маваш. И ми одма, да, и одма гледаш луѓето, после тоа по 5 минути чекај, ние не манавме на наша Пакистана, така. 3 пати ја маниш, другиот пат го гледаш, ќе знаат луѓето, не е мала работата. Убав муавет. Значи понекогаш и тезга мавате кога ќе треба, кога има потреба. Шува, што свирите тезга вака, предпоставам? Па свириме рок. Рок ќе претежно. Шува. Свирите странски хитои или имате и нешто од ексиу сцената, да речем? Се свириме, што е расположението, што е... Ама еднаш имаме свирано тезга. Не свириме кога има подред. Еднаш имаме свирано и свиревме као... Да појасниме, да не почнат луѓето за тезга да ме барат. Значи еднаш беше... нема врска. Мислам, јас ден денес ми се дешава да свирам тезга, ако имам скоро 3 албуми. Ствари имам 3, само че третиот не е официјален. Ама мислам не е запечатен, да речем, како албум, ама па на крајот ќе ми се, мислам, излегвам и почнуваш кефо на народот му правиш и некако несвесно влегваш во матрицата. Јако. Доша журка и као, ајде да свириме ова. Шува, иначе обично свирчиња, ваша музика, концертчиња или правите и пример Маракана негде? Да. Такви местенца. Маракана е местото. Да, свириме клубови. Јако. И мислам, не сум би сакал да бидам во живо да ја чувам енергијата, пошто вака делува како да имате уба енергија. Маракана е исто убаво место вака за галама праење. Да. Има народ, како е, мислам... Имаме луѓе што ни се приклучија на идејата, да. И браво. Имаме и онака луѓе што не знаат. И луѓе што ако кажеш нешто лошо ќе се стане. Браво. Значи имате луѓе какви сакаш имате. Јако. И се гледаме на свирки, свириме, правиме журка и свириме и така. Шу. Уба работа, ти кажем правиме бендисва. Нешто музичко школо имате, немате, како сте? Јас сум со музичка школа. Ти си со музичко? Да, ја затерав од основно до факултет. Така? Сега, да. Тука на академијата? Во Скопје? Нижо имам тука, да, и средно. А факултет за жал, не за жал, усвари Штип си завршив. За жал. Не е за жал, да. И таму си има добар кадар. И таму си има одличен кадар, да. Таве одлични се луѓето, не заводи за жал. Така се, мислам, добра се склоп на околности се погоди. Да. Нема врска, топ. Мислиш дека далеко ти е, затоа е за жал. Дека треба патува, иначе тука цела фамилија, тука луѓе, све тој сега треба на автобус да се качи да замени. Да. Кажи дека тоа мислеше, кажи. Тоа мислам. Да нема. Јако. Значи имаш академија во Штип завршена, значи комплет ти е онака нижо средно факултет и сега уште постдипломски ти фалат, ама и не ти треба. Уште дипломска. Дипломска? Да, сега е Што си ствари запишан таму? Таму сум на Джес академија. Мислам инструмент, гитара Да, си? гитара. Браво, шуба. Уба работа, аз да ти кажам ми пукна филма од Скопје од академијата една, мислам дека трета година беше. Се решаваше нешто со професор, не е битно сега, човекот не е ни тука поќе, ама
до толку ми пукна филмот што готов бе да си земам документите и се јавив на моите, јас овде не можам да се расправам, пошто да немам нешто аз научено или да не сум спремен, разбирам, пиши што сакаш, кец пиши ми таму. Не петка, кец пиши. Ама ти одинат да ме мафташ времиња, години во прашање, пошто така му одговара, па има такви луѓе секаде. И реков, ќе одам, ќе се запишам штип, веќе имав доволно бодови, што се вика со се 4-та година, ама нема врска, ќе одам, ќе се запишам, не, моите чекај, ама но ќе видиш уште септември пробај, добро, и тоа беше втора сесија, како иде таму, јунска, па септемвриска. Извини, ти имаше прво, колку години имаше на Идол која беше? Ова е 19-20. После Идол или пред? Да, после Идол. Мислам, на Идол бе втора година, ко влегов на Идол, завршив прва, почна втора. И негде второ полугодие, ќе рече, втор семестар, втора година, бев 3 месеци на Идол и се вратив после да полагам и еден од тие професори не ми дозволуваше. Да, тоа беше муаветот баш. Што бараш ти тука ми вели, викам на испит. Ајде излегвај надвор, вика ти тука звезда ти, па никој ништо не рече, разбираш, тоа едов на испит. Фино културно, реков, добро, ајде наредниот семестар таму слушам, па истиот муавет. Па и ми избрка од испит и на септември се погоди така во добра здравствена состојба и во трезвена, да речам, состојба и колега, дајте одма ќе ми пиша оценка, си викам сума за што се мафтав јас времење, ама тоа е факултети. Ти што имаш завршено? Отки се смееш, дека тешко ти ви вака дека имаш завршено. Психологија, па затоа се смееш ти за психологијата. Уба работа е психологијата, брат, само што јас пример имав, можев да одберам како изборен, не одбрав. Не за друго ми велеа сите што одеа на психологија, сите паѓаја. Значи сите и то луѓе што знам дека учат, сите ги паѓаше тој професор, не знам кој беше и мора да запиши психологија изборен. Не, немој да го запишев никој. Ама оти ке ти треба, не ми треба. Фала многу, доволно сум јас психички заминат, уште некој таму да си игра со оценките и со времето, не ми треба. Значи психологија имаш за браво. Виж како е на психологија да учиш човек. Зошто уствари ете ти праќање. Зошто уствари имаш психологија завршено, а се занимаваш со музика, ти е како медитација музиката или како прашањето убајно? Ја уствари почнав прво со музика, па музиката ме донесе до тоа дереджа, ми треба психологија. Јако муавет. Ете, видиш, добро, убава работа. Да, не убаво прашање. Што музиката ми дое како, знаеш, како издувен вентил, момент на онака ментална хигиена од се што ми се натрупува. А се натрупува, машала, таков е животот. Така и ето. Абе, зафркната работа. Не е лесно, луѓето така си мислат. Кажете ми, дечки, што ќе ми маните вие вака сега уште некој песнич од тие вашите да ми свирите? Нешто? Да. Имаме една, која се веќе да си? Ајде, Имаме една песна што е од албумот се вика Антидепресив. Ете го психолошко. Ете го Ајде, само немој психолошки трилери, жена ми ги отеп од читање. И са бараме филмови, некои такви психолошки трилери и са почнува страв да ме фаќа помалце. Ајде сега видиме Антидепресив. Од 6 до 6 секоја нот и секој ден. Само што не е баш као што изгледа сен. Давно време знаеш така и да тоа некад мора да се биде јак. Правам се што можам само да не ми требаш пак. Кој као тебе, кој ќе помисли, а нов ден доаѓа на тебе да ме подсети. За тебе се е болje 100 пати
тука си. Ако ми треба некој антидепресив, ја ни Б, ни 2, ни 3, кај би бил се ако не си ти. Кога ми треба некој антидепресив, антидепресив. Годинат не ме остава на раце, когаш по мене доаѓа. Прави што ке прави, ама ништо не ми проаѓа. Кој е као тебе, кој е помисли, а нов ден доаѓа, да ме подсети. Тебе се боја со пати, кога знам дека тука си. Ако ми треба некој антидепресив, ни ја ни Б, ни 2, ни 3, кај би бил се ако не си ти. Кога ми треба некој антидепресив, антидепресив. Со пати, било кога знам дека тука си. Ако ми треба некој антидепресив, ни ја ни Б, ни 2, ни 3, кај би бил се ако не си ти. Кога ми треба некој антидепресив, антидепресив. Убаво песниче. По едно раче. Ти се свијат и двете или само тоа ти е кој ќе заврши песна и кажеш убава песна? Не бе брат, стварно, види, кај мене е онаквото што јас, например, не сум растен само со еден тип на музика, буквално пошто и само до тоа кога учиш музичко средно, имаш другари рапери, имаш другари металци, имаш панкери, имаш што сакаш, дет метал, свирки, шутки, чуда, све имаш поминато. И никогаш не сум ја гледал музиката како само овој стил да ми се бендисва и са првата песна е малце по-така, по-лабава да речем и таа ми се бендисва. Ова ми е многу поенергична, например, многу уба енергија има. Стварно е уба песничето. Ме интересира дали автобиографско и уствари кој ви ги прави песните, сами си ги правите како бендче? Да. Имате сите по некој дел одреден или како ќе ви се фати, седнуваш и Како ќе дое? тразашениот акорд и други чеќе малце. Идеја и сите така е. Да, шу. А текстоите кои ви ги пиши исто, заедно ги правите или ти си... Да. Тука е таа психологијата, тука ти немаш ти музичко, свирите, пејте. Джаве музичко. Свирите, пејте, никому ништо. Тука има напатене човек, знаеш колку е тешко ти... Имам роднина филозофија, што имам завршено тука во Скопје и онака го гледаш прва година, го гледаш четврта година остарен. Во ликот се игаш човече. Што се дешава на тој факултет? Јако. Ама не, стварно ми се бендисва начинот на кој песните се структурирани и суровост. Не е суровосто, него не знам како го објаснам, тврда мекост има некоја. Не се тврди песните. Не се тврди песните. Не се крути, него имат некој крут елемент што е вистини, да речем, во нив, од сами некои ситуации веројатно произлезени. А пак оптимистички. Да, и многу ми се бендисва тоа што не е нашминкано за му се бендиса на народот, туку е направено чиста емоција. Тоа е убав момент. И фала. И затоа сам неќев да влегвам, видов кои се акордите, неќев да се мешам, овај пат си тропав помалце, не знам тоа дали ги заслужи. Ритм секција. Ама си вози песната скроз, си вози. И предходната си возеше, ама таа е веќе по-онака, по-мейнстрим да речем, нешто. Многу по-голем дел на публика може да ќе ја прифати, пошто е по-лабава да речем за слушање, ама ова е многу по-енергично. Интересно.
убав, она би било убаво да можам цел бенд да ве склопам тука, ама здраве кој ќе оптурниме овај зидот, кој ќе продолжиме натаму просторот, ќе направиме некоја бендовска ваква журка. Готово. Кажете ми сега, пошто рековте почеток на втор албум, имате план или имате почнато го снимате или шо е, како е процесот за вториот албум, како те гледа од таму, седи со гитарата, бе чека да види дали ќе кажеш нешто или нема да кажеш. Како ти е планот за втора албум? Како ќе дојдат идеите, така ќе ги снимиме, ќе дојде све. Така, лабаво. Значи концептот е лабаво. Па затоа викам лабаво емисијата. Имаме отприлика као некоја идеја зацртана каде ќе одиме, ама не е круто онака следење. Ова ќе оправиме. За Добро, не ни можеш реално жива материја. а и да не се пропуштат некои можности што ќе дојдат од страна што воопште не сме и помислиле на нив при планирање. Да, виж, убаво размислувате, но растајте ви, не сте ви по 5-16 години да летате со паметот да ме сега ќе тргни ви кариера, ќе правиме. Смислено ви не е, сака. Опа, ти сигурно та психологија да ти има речено пиши му нови, ќе направите емисија нешто тука. Така. ме профилира психолошки, ме профилира човече. Не, се шала. Мило ми е, баш ми е мило што уствари што ми пише и што ми ја пушти песната, пошто не за џабе правена ова емисијата, не е поентата само да викам луѓе што ги знаат сите и само за да имам некаква гледаност, пошто гостите ќе носат некаква гледаност, туку поентата е да промовираме македонска музика, особено музиката што никој не ја промовира, пошто многу тешко е да дојдеш на телевизија. Значи треба луѓе да знаеш, треба молење, колење, ваму си, таму си, ти реков ми рече, па дали ќе ве викнат, па чекај направите уште некоја песна и така животот си врви, ти ќе одиш на 40 години, ние сме бенд 20 години постоиме, тогаш евентуално ако ви дат на телевизија. И зато сакаме да ги турниме малце овде тие глупи некои стеги и стандарди што постојат. Се надам дека ги туркаме, не знам вие го Така се е, сеќате и моментот. многу голема почит и фала ти многу за тоа што правиш и од име на сите од поновата генерација што се пробиваат. Знаеш, многу е лесно као, например, за некој као тебе. Фати си место проби се и многу ми е гајле после тоа. Да. Ама тоа што гледаш и тие после тебе да го помнат исто тоа Е, па- за почит. И стварно фала ти. Брат, знаеш како, знам како ми било мене и знам колку е без веза цела ова, не можам да речам нити е страда, нити пошто не е реално. И патот музички знам каков е, пошто сум го одел бос пешки, што се вика. И знам како е кога ќе луѓе помагат само од некаква корист или воопшто, претежно воопшто не ни помагат. Нити па сум сакал некојаш помош, Па, но, сакам. да. Јас сум обично човек што сакам сам да си го изгазам, низ него директ не е проблем, нека терат по патеката луѓето. Ама знам како е и зато не сум од секојаш гледам да излезам во пресвет колку што можам. Сад на крајот на дено некојаш едноставно и да сакаш не можеш да поможиш, ама ако веќе можам ова да го направам, зошто да не, така не ме кошта ништо мене, освен што може да ќе запознам нови луѓе, ќе испромовираме некоја нова музика и што знам, може да ќе ме земите во бендо некој ден, па не можеш да знаеш. Се битва. Се гледам. Се битва, не можеш да знаеш. Од Не. Битола доаѓаш, Да, бе, тука снимаш и си идеш? да, Види, Битола одма те идам договара за специјално, да. проби, за... Специјално идам, сега За нас идам за специјално. телевизијата, така што отида не, знаеш. Абе види, на крајот на денот треба да се шири уба музика и треба да се шири уба енергија и уба расположение, да речем, пошто ние малце ми имене довде дојдено од пари, коли, жени и не знам шо во песните, истото па истото, и битот само да биде добар и ние ќе го збораме истото и ќе врти, разбираш, ќе слушат луѓето, ти ќе го турниме, ќе го промовираме, ќе платиме кај треба, што треба и никому ништо. Мислам, нека си има секаква музика, не дека нешто против, све е то супер, ама дај малце да дајме простор на сите, да излези музиката, знаеш, пошто вистина YouTube и интернетот се убави платформи, ама друго и на телевизија го е помини некогаш, поинаку е малце приказнато. Да. Си изназборав, јас дај бе кажете нешто. Лава во емисијата си зеде водителот си изназбора.
Никому ништо. Денес сме со професор Виктор Апостолски. Да, да. Иначе, проаѓаме низ нешто што мислам дека ти имаш проблем, зашто на сите кои им кажав дека да, има тука, а со Виктор оди долу. Да, Ти се да, дешава многу тоа е Виктор тоа, Идол? да. Како ти Тоа е? е тоа. Те- Виктор Одидол ми остана врат како белек за цел И живот. како што- се осеќаш увече? Види, не дека лошо се осеќам или дека имам нешто против, тоа е неизбежен дел од животот, уствари тоа е делот што ме направи познат во јавноста и фала Богу сум благодарен, не дека не, сега до душа пошто тие се шоуа кај што се оди брзо, директно, тие си имат некакви сценарија таму, ти појма немаш што се дешава. Кога би го правил сега одново, може да не би одел на такво шоу, може да би, пошто не ни имам во план да одам, не се ни пријавив, јас сама нема врска да Те одам. пријавија Викав, твоите? «Таја, не беа ни моите, не знам кој ме пријави, ама некој ме пријави. И ми се јавија дека сум пријавен, и ај, реков, кога ќе ме имат пријавено, ќе се појавам, ша, може ќе поминаме на аудиција, никому ништо. И испадна да биде супер, само што проблемот со такви шоу е што примера ќе свириш песна од Џастин Тимберлейк и ти си Џастин Тимберлейк и готово, после да сакаш пеј, ти си тој. Не си нема друг, не постои. И тие се тие некои работи, макар што шоуи да правиш во животот негде ќе те споредат со нешто, пошто така се психологијата на луѓето е таква, ве, сега си гледат нешто што му е слично, барат сличност негде. да, За полесно да го разберат нешто. Абе, Нас тоа не е. се случува тоа, имавме една песна на почеток, ке те барам се вика. И таа ни е као најголема до сега. После тоа направивме уште 10 песни. Не, ке те барам. Така, само ќе те барам. Објавуваме друга песна. и Побараја бе, брат. Те барај, побарај, што. Останавме на тоа, ке те барам. И затоа истото и ти, Виктор Идол, цигам као Виктор прави многу, после Идол има многу последно, направено, да. не е фер да биде Виктор Идол, пошто колку години имаше на Идол? Као 19-20. 19 години? 19 почнав и после наполнав 20 кога почнаа тие гала вечерите. Тај, и сигурно као сега знам многу повеќе и правам многу по Дефинитивно. квалитетни, имам многу повеќе што да кажам. Дефинитивно. Ама види, тоа е некој лесен начин на луѓето да го препознат човекот и етикета е, тоа е ти си тој од таму и ти си тој од таму, толку немаше. Нема врска. Баш сега скоро имавме емисија со Наташа Малинко од Кавадарци и вика песна од 2000-та година што со Багаж бендот ќе свирија, како се викаше песната за погледни нагоре. Тоа е името ти. Вика името твое, видиш? Браво се. Името твое 2000-та година, денес вика ми е лична карта, името твое. Милион песни имамо меѓу време, ама името твое дур не си свири, тоа е нема бегање. Тоа е. Па добро, од друга страна, ако сакаш трајна вредност да направиш, Е така е. тоа е па и као што сакаш сега си ја направил песна пред 2 години и денес викаш не ја слушајте, па трајна вредност се Да. слуша и 50 години. Така е, така. Дали ќе ја побараш, са кажи ми песната. Така се викаше барај ме? Ке те барам? Ќе те барам? Барај. Не, ај не види еден од тие што Добро, таа песна. добро, ќе ми свирите друго нешто да заокружиме приказната денес. Ке свириме на од албумот, што правевме спорт во Маракана за песна од свирка и еден од, мислам, немаме ли ни од спорт. Што би Ајде да видиме, ајде. Сика за кого како. За кого како? За кого како. Ми се бендисва. Мислам, самите наслови структура да ми се бендисва. Се е онака искрен муавец скроз. Барем така јас го сеќам, не знам. Да, право си. Ајде да видиме. Може? Гледај не ти праќа, кој плаќа или кој последен, тоа ти е што аз ти правам. Сакам една за сега, уште две за онака, нека збори после кој као сака за некој, тој за некој мрж, за некој сјај, за некој крш, за мене се, за други не, на некој мајка, некој
Sako kako, sako kako. Паднагай дома, луѓе као станати од кома, нешто као брза, нешто као прави, абе кој ден е сеј, петогле се таму негде, ај да сме живи, да сме здрави, за некој смешка, за некој драма, за некој, знај сејка пата на страна, за како, за како, за како, Sako kako. Nekoj majka, nekoj bere, zako kako, 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 zako kako. Убаво песниче. За кого? Како за нас убаво песничете? Убаво ме бендисва, дури успеав и солце да манам. Не оти ме бива много, ама арен, както ги има, добро. Виктор. Дечки, фала ви многу што ми бевте гости. Многу брзо бега времето, некако, ама да не сакате уште нешто, прикажи ме друг. Немам избегано. Као ќе кажеш, ти нас не беше улово, си поменавме, фала ти шо Така? не викна. Браво, баш ми е драго. И се надам дека ќе се дружиме пак. Мислам, мило ми е што правите малце поинаков стил на музика од се што се дешава денес и се надам дека ќе си продолжи да си го терате филмо, искрено, како што треба. И ви посакувам се што сакате да си постигнете во живото, наискрено. И да си уживате пред се во приказната, пошто обично, како што рече, бендоите се обично, луѓето се обично несериозни. Кој најдеш сериозни луѓе, треба да има некоја хармонија и треба да се негува хармонијата и за да може работата да тера понатаму. Се надам дека ќе си имате уба кариера во живото. Како почнав да кажам, овде мислиш филозофија некоја човече. Ама не, искрено, фала ви што ми дојдовте на гости и се надевам дека уште многу пати ќе имаме вака прилика да се дружиме, да правиме музичиња, да свириме, да се глупираме. Добро. Кај ќе идеме се? Сега дојме да јадиме нешто. Јас огладнев. Ајде, може. Огладнев, а вие дечки се надевам дека ви беше лабав и вас. Дур си немат станато луѓето да одјавам емисијата. Се надам дека уживавте, се надам дека слушнавте малце поразлична музика и нешто поубаво во денешната епизода и се надам дека пак ќе се видиме наредната недела во 18 часот. Поздрав и имајте убав вечер.